конечно поместување од мртва точка. По повеќе од 2 децении, општина Крива Паланка е на добар пат да добие генерален урбанистички план, кој што ќе одговара на потребите на граѓаните и ќе соодветствува со реалноста на терен. Како што пред некој ден најавивме на 9 ноември во големата сала на општинската зграда, се одржа стручна расправа по нацрт генералниот урбанистички план за Крива Паланка, а на истата покрај одговорните и стручњаци од оваа област присуствува и поголем број заинтересирани граѓани. Изработката е дело на Агенцијата за просторно планирање и кумановската фирма Урбан ГИС, а за тоа што представува овој документ, дефинираше Александар Гелевски, еден од инженерите кои учествувале во неговото составување. Генерален план во хиерархија на урбанистички планови представува највисок тип на план кој се донесува на ниво за еден град. Генерален урбанистички план согласно законска регулатива има плански период од 10 години и овој план за град Крива Паланка е донесен за период од 2011 до 2021 година. Границата на генералниот урбанистички план е дефинира границата на градот, а со овој план се предвидува проширување. Истиот град би требало да зафаќа површина од 615 хектари. Со овој генерален урбанистички план се предвидува да биде вградена новата траса на железничката пруга која што поминува низ градот Крива Паланка и трасата на коридорот 8 кој што поминува исто така низ градот. Впрочем, презентацијата на нацрт планот и дискусиите кои следуваа ќе можете да ги проследите во интегралната снимка која ќе ја емитуваме на нашата програма. Во оваа прилика накусо за главните поенти од настанот. На почетокот да споменеме дека последниот ваков документ датира од далечната 1989 година, а во него зафатнината на катастарската општина изнесува 354 хектари, наспроти денешните реални 615. Токму проширувањето на опфатот е една од главните причини за донесувањето на новиот генерален урбанистички план на градот, кој се разбира подосна ќе им овозможи на граѓаните во целост да ги уживаат сите права на своето земјиште кое легално го поседуваат. Ова досега не беше случај. Покрај тоа што жителите не можеа да добијат дозволи за градба на објекти за домување, беше блокиран и економскиот развој на Крива Паланка, од причина што и инвеститорите со право се колебаат да вложуваат во нови објекти со што страдаат стопанските активности и развојот воопшто. Тука разбирливо се поставува прашањето за причините за ваквиот проблем, а одговорот е едноставен и познат за повеќето. Неизвестната реализација на железницата и немањето конечно решение за трасата која ќе минува низ градот направи штети кои по незината конечна изградба уште долго ќе треба да се надоместуваат. Сепак конечно по прифаќањето на измените, новата рута на пругата е инкорпорирана во генералниот урбанистички план и меѓу другото и таа беше представена пред граѓаните. Како што се очекуваше, тие дојдоа во добар број интересирајќи се за повеќе аспекти од планот, што според Добривој Николовски, раководител на одделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина во општина Крива Паланка, беше и главната цел на стручната расправа. Законот за просторно урбанистичко планирање предвидува стручна расправа по нацрт фазите на генералните урбанистички планови и од тие причини е закажана ова стручна и одржана ова стручна расправа. Целта на стручната расправа е да биде транспарентно, пред се да биде транспарентно донесувањето на урбанистичките планови, да бидат граѓаните и стручните лица и сите заинтересирани да бидат вклучени на некој начин, да бидат запознаени со тоа што се случува, да учествуваат во изработката и во донесувањето фактички со своји предлози, со своји идеи, да учествуваат се со цел. Целта на овој план е донесување на план кој што план после ќе ни биде во функција, да ни биде планот употреблив, да не донесеме само план на хартија кој што ќе го чуваме, а нема да биде после употреблив, ќе смета туку да ни отвори перспектива, да отвори можност за развој на градот. Николовски појасни дека генералниот урбанистички план се однесува на опфатот на општините, определување зони според намената на земјиштето и општиот режим на градење и употреба, примарна сообраќајна мрежа и примарна инфраструктура, а истиот подосна е основа за деталниот урбанистички план. Со зголемувањето на површината на опфатот се предвидува зголемување на површина на градежно земјиште, се предвидуваат потоа се предвидуваат зголемување на број на градежни парцели, се отвараат можности за со изработка на деталниот урбанистички план се отварат можности за добивање на градежни парцели за изградба на секаков вид објекти што се од интерес на граѓаните, пред се на објекти од индивидуално домување кои во моментот се неопходни, каде што скоро секојдневно доаѓаат граѓани и се интересираат за слободни локации, дали има локации за изградба, ние им одговараме дека нема, со ова се ствара можност за градба и за нормално за комунално уредување на градот. Разбирливо, меѓу другото, поголемиот дел од луѓето кои што во петокот беа во големата општинска сала ги интересираше конкретната траса на железницата.
пред се во врска со безбедноста на деловите од градот каде што минува пругата и начините на кои што сето ова ќе биде решено. Па на оваа стручна расправа и според моите очекувања, значи најмногу ги интересираше трасата на железничката пруга и проблемите кои би настанале со изградба на железничката пруга. Трасата на железничката пруга навистина поминува низ централното градско подрачје, така да речем, поминува низ од десната страна на градот Крива Паланка, гледаме потечението на Крива река, меѓутоа поминува низ најубавиот дел каде што ќе ни зафати одредена површина, каде што не можеме да го планираме тој дел каде што ќе остане заштитен појас на железничката пруга. Уште на самата расправа можеа да се слушнат голем број сугестии и предлози за измени или дополнување на планот, а Николовски информираше дека истиот ден почнува да тече 10-дневниот период во кој сите кои имаат можат забелешките усно или писмено да ги достават до одговорните во општината. Јас првен да се заблагодарам на присуството на граѓаните. Имаше присуство, не може да речем дека немаше, имаше присуство, имаше и доста умесни прашања кои што се во ред за останатите кои од било кои причини не биле во можност да учествуваат во оваа расправа. Законот предвидува, значи од денеска во рок од 10 дена можат да дојдат во оделението за урбанизам, дали кај раководителот, кај мене по-конкретно или кај советници, да погледат, да им се појасни што е предвидено и во колку имат своји забелешки, своји идеи, да дадат своји предлози. Пак единствена цел е да биде планот да биде на транспарентен начин донесен, да сите граѓани учествуваат на некој начин, да бидат запознаени што се случува и да не се јави после она не сме знаеле, ќе сме кажали и ние нешто, ќе сме помогнале. Еве сега една замолница, нека дојдат, нека учествуваат, нека кажат, се е во интерес за сите граѓани, без разлика од каде се и како интереси на граѓаните, не само на градот, туку и на општината Крива Паланка, па и пошироко. Ова всушност е само една од попатните постојки на генералниот урбанистички план, кој до неговото конечно усвојување го очекуваат уште неколку фази. Сепак одговорните се уверени дека доколку се тече според предвидувањата, набрзо ќе биде решено и ова отворено прашање кое долго представуваше сопка за граѓаните, но и за општината во целост. После стручната расправа, од која ќе помине овој период од 10 дена, се состанува комисија која ги разгледува предлозите и забелешките од граѓаните доставени во писмена или во усмена форма, може и во усмена форма, да се забележи и да се презентира на комисијата. Комисијата е формирана согласно законот од градоначалникот, одржува состанок и разгледува сите забелешки и тие што се оправдани ги прифаќа, неоправданите, ако има забелешки што не може да се вградат во планот, може ќе се јават и такви забелешки, тие ги одбива, меѓутоа подносителот мора да биде известен за неприфаќање на неговата забелешка и да му се наведат причините, кои се причините зашто не е прифатена забелешката на граѓани. Од кога ќе се направи овој состанок на комисијата, ќе се состави записник, ќе се состави извештај од расправата и тој извештај се доставува до изготвувачот на урбанистичкиот план, до Агенцијата за просторно планирање. Изготвувачот го разгледува извештајот и забелешките и дава, пак тој дава сугестии, дали ги прифаќа или не ги прифаќа сите забелешки. Може да се случи, значи, сите забелешки што се прифатени од страна на комисијата, некој од нив да не се оправда и да не може од некој оправдан разлог, да не може изготвувачот на планот да ги вгради во планот и ни дава одговор дека тие не може, а тие се прифаќат одредени забелешки. По вградување на забелешките, паралелно со тоа се барат согласност од сите институции кои што имат нивни инсталации, дали подземни надземни инсталации и сите институции согласно член 29 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, односно институциите као Министерство за животна средина, Министерство за транспорт и врски, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерство за култура се обезбедуваат согласности, бара изготвувачот бара согласност од нив, со барањето дава прилог од дел од урбанистичкиот план, таму во институциите се разгледува и во колку е погодена нивната област, даваат согласност позитивна, во колку има нешто да се доработи, даваат своји сугестии, се врши корекции, од која сите согласно ги се обезбедат, од која ќе се согласи извештајот од комисијата со извештајот од изготвувачот, а планот се доставува до Министерството за транспорт и врски за да даде конечна согласност на планот. Од која планот ќе биде
даден во Министерството и кој ќе добиеме согласност, Советот на општината свикува седница, значи и во рок од 15 дена по добивање на согласноста треба да го донесе планот со одлука да се донесе планот и да се усвои урбанички план и понатаму овој план го потпишува градоначалникот и планот станува во функција. Ќе ни овозможи едноставно, мислим на кратко речено, еден подинамичен развој на градот и на општината Крива Паланка. Ќе ни овозможи првин изработка на детални урбанички планови кои што ќе мора да се усогласат сега пак со генералниот урбанички план кој ќе биде донесен. Ќе направиме градежни парцели, она што реков, ќе се оформат градежни парцели со деталните урбанички планови, каде ќе може после да се доделува градежно земјиште, односно каде што ќе може во сопствено земјиште граѓаните да си земат документација за градење и да може да градат. На крајот, Николовски уште еднаш ги охрабри сите заинтересирани да се запознаат со деталите на нацрт генералниот урбанистички план поставен во Националната установа Центар за култура или пак да дојдат во канцелариите за урбанизам во општината, да ги достават своите предлози и идеи, со што практично ќе интервенираат на местата каде што сметаат дека е потребна промена. Да потсетиме, рокот за забелешки истекува на 19 ноември.